Почитувани, што туку добивме фрапантни информации, затоа истите ги објавуваме на оваа вечерашна вонредна пресконференција. Ова се последните очени обиди за ублажување на поразот, кој што и се случува на СДСМ. Токму поради тоа се врши досега незапаметена злоупотреба на државните ресурси само за партиски цели. Прочитани се и се губат. Првата работа, која што ќе ја соопштиме, се точни и прецизни документи кои што ни го потврдуваат сомнежот дека е вршен подкуп во Крива Паланка, каде неформално главен на групата е Љупчо Николовски. Првиот доказ е разговор на активист на СДСМ Новица Груевски со сега веќе избраниот градоначалник на Крива Паланка од СДСМ Сашко Митевски. Тоа е оваа фотографија. Ќе ги прочитам. Сашко, нафаќат се пак за 200 евра. Новица. Тие се од збор, ако кажат да, така ќе биде. Сашко, да, са бајле се договараме. Новица. З зверче си. Сашко, знаеш дека нема да оставам на случајност ништо. Новица, знам и ради тебе веруем дека ќе ги добиеме у Паланка. Понатаму, објавуваме разговор меѓу командирот на полициската станица Крива Паланка со сега градоначалникот, каде се кодоши колега полицаец затоа што објавил знаме со сонцето од Кутлеш на Фејсбук. Поради тоа командирот на полициската станица од Крива Паланка ветува дека по изборите ќе го исечат, како што вели, поточно ќе го избркаат од работа поради објавениот статус и споделениот принтскрин од страна на неговиот колега до градоначалникот. Дејан Маринковски до Сашко градоначалникот пушта принтскрин од Фејсбук на колега, па вели: полицаец од Баклак. Гледај го, беше кај мене, сега е у Север. Сашко, да, ја ви кажува за овај. Мора да го сечеме јако. Дејан вели: знам, ќе го одсечеме. Само јако. Сашко, сега имате јасна слика, после избори сечење. Повторувам, ова е комуникација од Сашко Митовски, сега градоначалник, порано шеф на изборниот штаб на СДСМ во Крива Паланка, под директна управа на Љупчо Николовски, министерот за интегритет во владата на Зоран Заев. Понатаму, ќе ве замолам за втората фотографија. Почитувани, следуваат уште фрапантни информации. Ги следите пресконференциите на ВМРО ДПМН за Вибер групата, Вибер групите на полициските, односно партиските параполициски структури. Вечерва ќе ја посочиме следната информација. Се злоупотребува дури и единицата за специјални задачи. Задачата и обуката на лицата од оваа единица се да се справуваат со урбан тероризам и да се справуваат со екстремни групи. Прашањето е што тие би барале низ градовите низ Македонија, каква е нивната улога во Охрид, во Битола и во Кочани. Несојствено за единицата за специјални задачи, кои по правило се во униформа и ангажирани само кога има тероризам или други форми на екстремно насилство. Почитувани, групи на доверливи лица од единицата за интервенции се пратени од вчера вечер во цивилна облека и со необележани возила на МВР по една група во Кочани и во Охрид, додека две групи се во Битола, со задача да помогнат на партиските параполициски структури во теророт и подкупот врз населението. Состојбата во Битола е иста како она во Прилеп, зашто информираме преку оние Вибер информации кои што се направени од оние групи со кодни имиња XXX и групата 007, зашто секојдневно информираме. Ова е фотографија од членови на единицата,
фотографирана денеска во Битола. Овие структури во Битола се координирани од Васко Ковачевски. Според информациите доставени од свиркачи, таа група е предводена од тројца началници на СВР Битола: Славко Ј, Николче Ѓ, Вангел Б, потоа во неа се и Горанче М, Ирена М и уште десетина други полицајци, инспектори, полицајци од сообраќајната полиција, инспектори за кражби и други лица кои што се активисти и членови на СДСМ, и партиската активност им е пред униформата, пред заштитата на законот. Во оваа битолска група, предводена од Васко Ковачевски, се и лицата од битолското подземје познати како Шваба, Тарзан, Мики и други, кои што користат луксузни возила со странски регистарски таблички за вршење на дејноста за плашување, терор, подмитување со една цел – задржување на локалната власт од страна на СДСМ. ВМРО ДПМН е, почитувани, заедно со сите докази и информации, ќе ги извести за ова сите релевантни меѓународни институции, странските наблюдувачи на изборниот процес, како и амбасадите на државите во Македонија, со барање за зголемена внимателност во овие градови, но и во другите региони за кои што имаме сознанија дека се врши терор врз населението, злоупотреба на полициските служби за партиски интереси, за спроведување на терор и подкуп, како и барање за поголема внимателност во последните денови пред изборите и молкот кога овие параполитички структури ќе бидат најактивни. Почитувани, сепак граѓаните не се плашат. Никој повеќе не им се плаши. Така и овие информации и докази стигаат до тука, до нас, до ВМРО ДПМН, до опозицијата. Уште еднаш повикуваме на што помасовна излезност, за што побрзо да се стави крај на овој сериозно криминоген и недемократски режим. Почитувани, нема полошо од СДСМ за Македонија. Ви благодарам.